Се срамат дури да кажат дека имаат дијабет. Од Сдруженијето Гликоза од Струмица стартува со кампања за подигање на свеста кај населението за дијабетот, но и едукација на наставниот и воспитан кадар од градинките и училиштата како да препознаат дете со дијабет и како да се однесуваат. Констатираат дека општата популација е недоволно запознаена ниту со ризиците за настанување на дијабетот, ниту пак како тој се лекува. На локално ниво генералната свест е на многу ниско ниво, значи дури и под нивото. Се уште има луѓе кои ја кријат болеста, а не треба. Уствари не е ни болест, тоа е состојба. Значи дијабетот се класифицира секаде во сите книги, во сите установи како состојба, не е болест, не е нешто страшно, не е да фаќа паника и слично. Значи тоа си е состојба која што ако се менаџира, нема никакви компликации и проблеми со неја. Лекарите велат дека се потребни повеќе едукации на полето на подигање на свеста кај населението. Велат дијабетот се лекува и не го третираат како болест, бидејќи сите дијабетичари имаат нормално секојдневие и квалитетен живот, како ако го прифатат дијабетот како состојба и го одржуваат инсулинот на правилен начин. Не се лекува, има многу ефикасна терапија. Сега кај децата со тип 1 знаеме дека не се лачи инсулин и тоа мора да се даде терапија со инсулин. Значи, тие деца живеат еден нормален живот, само е потребна добра едукација, значи дисциплина и добра контрола, за да тие живеат нормално, иначе тие живеат сосема нормален живот. И би требало да бидат запознаени сите околината на детето, дека детето има таква состојба, за да ако се јави некоја компликација, ти може да се вклучат и да помогнат на детето. Бројот на заболени се зголемува и затоа е неопходно да се прават превентивни прегледи и подигна свеста кај населението за ризик факторите за појавата на дијабетисот, поврзани со исхраната, физичката неактивност, зголемената телесна тежина и стресот. Компликациите од болеста може да се спречат со добра контрола на шекерот во крвта, зголемување на физичка активност, правилен начин на исхрана и соодветна терапија.